Сезона 10. Вечерашен гостин Деливор Джаровски Джаро и сега нашиот и ваш домакин Жарко Димитриевски. Дами и господа Мишевски! Аплауз за Гуру! Аплауз за Гуру! Аплауз, публикуме! Дали сте добри? Не се срами, викни. Дали си добра? Да, така е. Од оваа страна, дали сте добри? Ти горе, дали си добар? Па нормално дека си топ. Мешевски, ти добар си гледам. Си пиеш? Така, Си пијам да ти кажам. 2 во 1. Днес кафе 2 во 1 и како, Да. како ти се допаѓа? Па со овој одличен јак вкус на кафе. Јак вкус. Што? Шо преш? Мешевски, шо е работа, брат? Абе, морам да играм. Има уште време. Имаш Наградна игра. ПКБ-та, да. Значи, ПКБ-та, големата наградна игра, луѓе, трае до 16 декември. За да играш треба само да купиш ПКБ-та паштета и да го испратиш кодот од фискалната по СМС. Samsung Note телефони, патувања за цело семејство во најубавите европски градови и многу други награди. Не одите на екскурзија, одите во најубавите европски забавни паркови, луѓе. Значи, паштета е да не играш. Харе, не знам дали знаеш за ова глобален музички феномен во моментов е K-pop. Сте слушнале за K-pop? K-pop е луѓе корејски поп. Не е Да, не е шега. Значи корејциве растураат на светскава сцена. Само да нема забуни за Јужна зборувам. Значи Јужна Кореја растура. Да, Северна Кореја само со нуклеарки растура. Таму со ништо, само нуклеарки. И не знам дали знаете, во Северна Кореја на сите песни што постојат текстописец, композитор, аранжер и изведувач е Ким Јонг Ун. На сите песни. Еве една негова нумера да чуеме. Ти си ми знај, знамето под кое стојам јас. Ти си ми знај, химна која ме возбудува. Ким Јонг Ун звучи неверојатно како Дарио. Добро, работава е со K-pop дека на сцена се враќаат машките и женски бендови од типот на Spice Girls, Backstreet Boys и сите други страшни работи кои што ги оставивме во 90-тите. Значи, велам страшни, зашто со нив ке се вратат и фризурата во боцки, дуксерки во фармерки, значи, се враќа музиката... Како не е срам, ми ја зедовте сликата. Гледате? Ева сум, ева сум, да. Со сето ова се враќа музиката од 90-тите. А ние имаме само еден конј за таа трка. Тоа е најголемата група на сите времиња Магија. Магија. Ние што ќе земеме? Ќе го ажурираме текстот за да прилега на новото време и окей сме и ќе може да конкурираме на K-pop. Ај ако може Миланка Рашич од 90-тите да даде најава за ова. Овој пат нека бидат тоа момци. Тоа ќе биде Јован Јованов и група Магија. Песна под наслов Магија. Во ЕУ да се задомам, ако треба и ме
На крајот од 2016, значи на крајот од 2016, митинг во Кочани држеше нашиот сегашен премиер и крал на четирициклите, Зоран Заев. Виден овде како вози четирицикл и вика јупи! Да, буквално, ова не е шега, администраторите на Нетпрес сликата ја крстиле Заев лета 4. Чекај, дали тоа значи дека во архивата на Нетпрес има минимум 3 други слики кај што Заев лета? Што е работа? Така. На тој митинг во Кочани 2016 Заев изјавил станавме диазепам земја, лексилиум општество. Што од километар се гледа дека е лажна вест? Значи прво Заев не вели општество, вели опшество. А второ Заев не вели диазепам. Премиере, како се вика тој лекот, кажете? Или диапазам. Диазапам. Да, окей. Денеска токму тоа ни е темата – лекови за смирување. Дел од задолжителната навивачка опрема кога Македонија игра ракомет, например. Да. Добро бе, Столе, мајко му, дај да изгледаме една утакмица без нервози. Може, Столе? Појма не. Страшната вистина е дека не пиеме апчиња само за стресни ракометни ситуации, туку според Сдруженијето на приватни лекари конзумираме антидепресиви како бомбони. Додека друг извор вели дека во Македонија апчињата за смирување се пијат повеќе и од витамини. Еј, тоа всушност значи дека просечен македонец во просечен ден си лапа по една единица од онаде како се викаше? Премиера, како беше? Диазапам. Абе, диазепам се вика. Диазепам. Диапазам. Диапазам. Секој втор македонец пие лекови против депресија и нервоза, а лековите за смирување се како бомбончиња за охриѓани. Па уствари за тоа биле така искулирани. Ти му викаш едно долго еспресо и кисела вода, тој ти прави. Па на седативи биле, ја помислев ги мрзи да работат. Но колку точно пиеме лекови за смирување? Во 2010 над 1.250.000 рецепти реализирани во аптека. 2013 имаме енормно зголемување на потрошувачката со реализирани над 1.600.000 рецепти. И многу важно за напомена, тука влегуваат само лекови од фондот, оние што се купени со приватни рецепти. Тие не влегуваат во анализата, значи потрошувачката е многу поголема. Ако во 2010 секој втор жител употребил по најмалку едно пакување во годината, истражување од октомври 2017 покажува дека 60% од луѓето барем еднаш земале седатив во текот на последниот месец. Луѓе, толку многу лапаме диазепами, што дури и на телевизиски емисии почнавме да ги земаме. Кога се мериме со ЕСАД, кој прв ќе се напие вода, јас ќе пијам прв вода за да тргне приказката, пошто така одеше најавата во почеток, но другиот дел Чи да ви даде од диазепам има ако ти искористам да не бидете нервозен. Ништо зло, Нели, господине. не сум нервозен воопште, сад нема потреба. Мене ми рекна Риков, пијам диазепам че да смириме. Не сум ја нервозен. Не, дозволи се. Немој така да Борба на аргументи е дозволите. се, да, и на факти. Абе да стегнеме едно диазепамче. Едно диазепамче да земеме и не се прави мангу човече. Ајде диазепамче. И окей, добро, пиеме седативи како ненормални, ама дали ги пиеме правилно? Фармацевка од аптека во Скопје вели не. Никој не чита, вели таа, дека треба да се прекине по 10-тиот ден од конзумирање, бидејќи предизвикуваат зависност. Друго медицинско лице вели од седативите имате полза ако ги земате во краток временски период и единствено по препорака на лекар. Многумина пациенти продолжуваат да ги пијат седативите и кога веќе не е потребно. Кој се тие мене да ми кажува што да пијам, кога да пијам? Што може да ми се деси? Епа, луѓе, од штетни действија ќе ги споменеме. Влошена работа на мозок, неразбирлив говор, проблеми со едукација, проблеми при извршување на домашни обврски, проблеми со возење на автомобил и други превозни средства, вртоглавици, влошен крвен притисок, немалување срцева работа, депресија, намалено либидо, главоболки, кошмари, халуцинација, агресија, нарушување менструален циклус, заматен вид, болки во гради, тешкоти при дишење, отежнато голтење, чешење, црвено огадење и повраќање отоци. Сега те фатив, сега. Ти си оној што чита многу брзо на рекламине, завчинеш ти, дури уште не сте разбирали. Ти си тој, така? Луѓе, значи, ова е сериозно, влијае речиси на се.
Значи може до толку да те поремети што ќе можеш само да мочаш нормално и ништо друго. Оп, чекај. Врати ги несаканите ефекти. Врати ги. И неконтролирано мокрење. И тоа! Супер! Најлудо од се е дека не се навлекуваат луѓе кои не знаат да читаат, кои се лековерни или не знам што. Не, најчесто зависници од тие лекови се луѓе што се добро ситуирани, луѓе што го поминуваат денот во активност или пак луѓе со континуиран проблем со кој не можат да се соочат. Ама не е таму одговорот. Како што не е ни во алкохолот, ни во дрогата, ни во прекумерното возење мотор на 4 тркала, Зоки, тоа ништо нема да реши. Проблемот не си оди сам, Зоки, бата ли моторите? Бата ли моторите? Само да напоменам, значи, не велам дека премиерот има некаков проблем со либидото или што и да е с крај да е. Добро, оно што знам со сигурност дека нема проблем со либидото е Миленко, кој ги замолува хејтерите да не го замараат надвор од работно време, бидејќи навечер а после спие. Вистински статус. И пријатели, иако не е секако што треба, ако нешто ве мачи, харе, луѓе, не морате веднаш да посегате по седативи, баталете тоа. Ти треба нешто да се смириш ли? Па, си пробал ли чај? Нервоза на работа, ичне ти е ден. Чекаш да дојде 5 и да ја здувнеш. Не отварај фиока и не биди кретен. Пробај малце главата да ја чукнеш и не би ја се памти, земи чај. Немој, не ти ја се памти. Се, не ти ја се памти, земи чај. Немој, не ти ја се памти. Мешевски, слушај ти, жена ти отиде со родениот ти брат. А како неа нигде нема слична. Фрли ги јапчињата и фати ги за врат. Како цацко скршим ти кичма. Не ти ја се памти, земи чај. Немој, не ти ја се памти. Не ти ја се памти, земи чај. И немој, не ти ја се памти. Апоза гуру Каребен, за прв пат во НТН гости денеска ни е легендарниот Велимир Джаровски. Джаро, не се гасете, дами и господа. Не знам како не го јада тоа човече, кога е тоа, не ве видов. Што не кажете дека дојдовте? Време е за нов збор. Денешниот збор на денот ни е Verweisungsgesicht, што од превод на германски значи фаца на која ужасно и треба тупаница. А нешто што мене ужасно многу ми треба е тупаница. Не, чај. Добар чај. Само добар чај. Чај што сите го сакам. Good nature. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature.
Најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид Скопје. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. 13 декември, Дом на АРМ. Новогодишен стендап со супер интересниот Маријан Ѓоргиевски. Дојдете заедно да се насмееме. Билети преку Купи карти за се, Пола Југотон и Розеверо 2. Пакувај се за нова година со Савана. Одиме во Виена и го следиме виенскиот концерт на плоштадот за само 165 евра. А зошто да не во Букурешт? Нашиот бестселер аранжман за само 99 евра. Сакаш во Софија? Го имаме еден од најлуксузните хотели со 5 звезди, Holiday Inn, за само 99 евра. Не размислувај, пакувај се за нова година со Савана. Си ми дал ние улје. Најдоброто улје за голф пет. Ај? Да си ти нормалан? А како ќе кукат с тим? Што е ова галама? Ајде шнел гости чека ручек. Ама газдата ми кажувал. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Прочитај повеќе. Концертен спектакл за паметење. 35 години кариера на балканската дива Лепа Брена. 15 декември Вип Арена Борис Трајковски. Лепа Брена во Скопје. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи.
Купувајте малешевски производи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Повелете. Ја ви сок од вишни. Кај имате бе вие тако? Сакам прав сок од вишни. Баба ми како што го правиш. Дај ми. Како немаме? Повелете. Ова е многу подобро и од на баба ми бе. Браво. Ново од Вива. Вишна премиум нектар од највкусните македонски вишни. Пробај го. Природно си е природно. Зимата си бара посебен режим во однос на чајчиња, зошто да не нешто што навистина прилега, зимски чај од Good Nature. Побарајте го и пробајте го. Ке ми речете браво бе жаре чајен мајстору. Да ви биде топличко по дома, грејте се на најквалитетните македонски Eco-Life пелети од највисока A1 класа. Eco-Life пелети за вас. А ако размислувате за инвестиција во нов дом, само Golden Art нуди дом, не само стан. Кога сме кај зима, за прв пат нема чекање ред за карти во Ски центар Маврово, ќе може да купуваме ски карти онлайн. Одете на skimavrovo.com, сезонава екстра ќе биде, бидејќи има и нова опрема за снежење, ќе биде одлично. А тука со нас е Велибор Џаровски. Џаро. Жаро, последен пат се видовме кога Чола беше тука, бевме во Soul Kitchen, пиевме златен даб, се зезавме, Чола рече, викни го Џаро да ти направи вистинско шоу. И јас се размислив и ми текна дека ти никогаш не си бил гостин во 1-1 до сега. Тоа е твоја грешка, не е. Тоа е катастрофа. Како сме можеле тоа да го направиме? Еве сега ги правиме. Сега имаме задача да надокнадиме за сите тие 10 пропуштени сезони и за тоа почнуваме веднаш. Си организирал преку 5000 концерти. Си работел милион други работи, ќе пробаме да начнеме некои од тие теми. Но она што те знаат најмногу балкански и европски е за тие чуени местени утакмици на европско ниво. Јас сакам да те прашам, те фатиле ли некогаш? Не, покушале да ме фатат, ама не. Добро, кога било најблиску до тоа да те фатат? Кога се случило тоа? У Сплит 87-ма, кога ме обтужија за 22 утакмици наместени, а објективно беа 23. Чекај. Која, се сеќаваш која беше таа 23-та, што не ја знаја? Он ми збори за 22 и ќе дое до Хајдук што вода 1-1. Добро. И ќе направи вака тужиоцот, истражиот му из судат се вика хрватски. Вика, валја изачи на риви, демек треба да искочиме на пристаниште, пушти се, не го закаче за Хајдук, не го закаче нашиот Хајдук. Го имаме ние за 22 утакмици. Добро. Чекај, тоа значи дека те фатиле, те истражиле, ама те пуштиле. Па ме пуштиле. Па како наместени 22 утакмици те пуштија да си одиш така? Ево, пред 5 дена искочи наслов. Еве го, инаку го имам. Ау, ова е решението. Стане Долан, звика, ми го чуваше грбот. Да. Значи, ова е одговорот. Реално имаше, не дај Боже, опасност да лежиш затвор такви работи? Па у секое продолжение за притвор пишуваше запречена казна 15 години. Ја влагам се и вика, ја уште не сум оптижен, окривден. Да. Шта има окривдени да каже у своја одбрана, ја викам, ово е бура, реко, носи, некој мора да умре од нас. На кога мислите? На тужиоца, на судца или на мене? Каква е бура? Затоа што смо на мору, не рекол. Бура е Азем Власи, Фикет Абдич, браќа Поздерац, Слободан Милошевиќ и ја. Некој мора да рикне, рекол. 7 дена не поминаа, у 6 сабали отвараат телеја, ваше зле сутње, суде умро и тужилец. А тоа е на Тончи Хулич, од магазин шефот дедо му. Дедо му на Тончи? Да, и доаѓа со еден млад господин, вика, ово е нови тужиоц, Младен Бајич. Ја гледам, момчето разбира све. И сега што да прави, гледам дека е таленат, чим е таленат, мораш интелигентно со него да збориш. Така е. После тоа, он
ќе биде 3 мандата државен тужилаc на Хрватска. И после една изјава дал дека Младен Бајич направил кариера, мој кадаре, мој и на Иво Санадер. И му вика ме се љутил тужилце, не љутим се, тако е било. Чека, ама беше во притвор колку Бајаги? 90 дена. 90 дена во притвор Ама во Сплит. не е 90 дена проблем. Туку? Проблем е запречена казна 15 година. Така е. Батали притворов ако трне тоа. Добро, ама фала Богу, после тоа се беше окей. Немаше ништо што те следеше после тоа. Те пуштија и крај. Не се спомна веќе тоа. Не, ја викам, вие не сте надлежни за ово. И дојде еднаш као 5:30 поподне, распит, викам, не е распит. И вика одлуком Врховног суда Хрватske, ослобаѓате се притвора, суд се оглашава ненадлежним, преузима Нови Сад. И толку. Не отидовме у Нови Сад. А и таму продолжи? Да. Општински суд се окружен. Добро. И мене ме терата сега као злоупотреба положа, а ја не сум службено лице. Да, ти си джаро. Ама мораме таму да промениме све. Спиеме у Петро Варадин, горе, и јас се јавувам на рецепција. Викам, ел Джаровски ту спава? Јесте. Чекай, ти се јавуваш? Јас се јавувам на рецепција. И го бараш Джаровски? Да. Рецепционерот вика, јесте ту спава, а ние ту. Добро. Пренесете му едну поруку, ако не измени сутра исказ, биće убиен још ноќас некој или не знам шта. Ајде. Шта причате, господино, вика? Пренесите му, биće убиен, викам. Ја идам да спием, ја и Шпањол прво опружениот и трето опружениот, кога гледам 2 милиционера во униформа, полицајци, и еден у цивил. Да те заштита. Не, они дошле, вика, где да седимо, или у соби, или испред собе да ме чувају. Така е. Како hoćete, реко, момци, напите се само нешто. Идеме на суđenje. Добро. И ја гледам Елена Бачич Алимпич, колешката твоја. Добро, писателката. Има и книги. Да. И вика, судичете мој муж. И ја гледам судијата иде со една торба спортска, унутра рекет за тенис и тениски патики. Ја реко, овој, ако изгубил, Точно. И ме казни онолико колку сум лежал да покријат притвора. И така се заврши. Така се заврши. Одлично. Сега тоа беше се за... Не. Ама бе? Ја мислев готово. Јас сакам се да тоа биде све завршено. Добро. Ја се работеше со акцепни налози, се купува утакмици со баренање чекови, со ваучери. Најбогат клуб у кеш беше Рад, а у папири Војводина. Војводина и Рад. Да. Рад газда беше на клубот, човек кој у Африка работи и у Азија Рад, и он беше газда. Ваму Рад, овде Рад. Сегде Рад. Не бе, Рад, да. Па Рад, и таму работи и тука. И сега ја, пошто никого не издадов таму, добро, не реков, ги викнав ќерка ми и жена ми, дојдете, викам, у Београд, 2-3 дена седиме, после тоа, и не однесува баш на Радово, на Банјица игралиште, таму има најболе роштит, и он ја праша ќерка ми, 87 е тоа, добро, но има 7 години, ти каква си ученица, први разред, вика, одлична. Да те части нешто, чика Секи, Селја, вика, Селја Иванович, и ставља некои пари. Добро. Идеме ние наплатна рампа, назад се враќаме, за Врчин, она, Гродска. Викам, Виолета, имаш ли пари на жена ми за ово, за путарину? Не, вика, ја радим со чековима, она, со чекови ја и набавував и она работеше, ги чуваа по 2-3 места, као сите. Добро. Ја вика, можда, она вика, види, можда е Секи дао Милици, што е била одлична паре, дај Милица, вадам 10 по 1000 марки. Па затоа што е одлична ученица. 10.000 марки? Да, па не прашаш. Јас сакам да зборам со Милица од после. Джаро, ама ова се екс-југословенски. Ти имаш, имам слушнало дека ја имаш наместено
една утакмица позната за нас многу од квалификации за светско првенство Франција 98. Мислиш, два пенала која судија за нас? Македонија Ирска 3-2. Тоа беше легендарна утакмица. Мислам, победивме 3-2, имавме два пенала, Митко Стојковски ги даде двата, не им се веруваше на сите. Вистина е дека ја местеше или не? Па он кога дојде, судијата ме бараше мене, Гризли и компанија вика отишол на пут у Словенија, нигде го нема. Судијата од кај беше? Италијанец, наш пријател. Добро. И доаѓа во Скопје, те барате? Доаѓа во Скопје, јас се. Не можеш на италијанец да му купуваш гардероба, поклони, сати, што ја знам, или на некои пица да сувенири. носиш. Не. На него мора добра риба да му наместиш. Опа! И ја наоѓам. Збориме за риби, така? Добра женска. Пастрмки. Добро. Една од скопските добри женски и две носам од Београд. Опа, поскапите, а? Прва класа. Добро. И плаќа ФФМ. Добро. Он суди, тепаме ние, ирците ги избацивме. И на ирците не им се веруваше. Ова е оригинален снимак, ќе речем. Оригинална снимка од баш како во Британија го коментираа тоа. Еве да се подсетиме 98 квалификации. This time the Irish fullback Terry Phelan was judged to have handled. Penal. An amazing decision that baffled the Irish but delighted Macedonia. The referee hadn't hesitated once again. Cue Stoikovski to claim his second goal. Ама Джаро го бива за местење женски уште многу одамна. Джаро, кажи ми, што е со класниот во ГУЦ и како си успеал да го ожениш класниот твој во ГУЦ? Како доаѓа до тоа? Ја бев ученик и така. Пола двојки, пола кесари. Добро. Ама нема везе. Добро. И сега класниот млад човек Добро. се залюбува една соученичка. Супер. А ја треба матура да полагам. Со кецовите не можеш? Не можеш. И го викам, ти се задниве 5 дена 6. Добро. Ке спиеш кај мене дома. Добро. Класниот, да дојде кај тебе дома. Па кој ќе му готви, бе, Джаро? Кој ќе му Не бе, мајка ми покојна, не е спорно тоа. Ајде, добро. И доаѓа човекот и се договараме на испит да го земам првото прашање од лево. 4 прашања ми поставува. Добро. И ја идам. Дај ми малку рука, морам. Ајде, Джаро. Едем. Датум производње Србите викаат. Добро. И зимам прашањето вака. Така. Една од комисијата, професорка по физика беше, он почна да дува. Добро. И ја гледам, не е тоа прашање. И викам, ќе го вратам една оцена мање, а таа ми вика, ти не си знаел за двојка, па уште ова. Да. Ама погрешно се разбере, прво од негово лево, не од моје лево. Джаро! Седи се. Опа, Джаро бе, го утна левото. Добро, после почнав као Ивко Панговски зборам, ми шибна двојка получив и кога ми лепна на клоца, не си знаел, вика, ни лево, ни 4 десно. години, 6, заправо ја викам, висша школа имам, jer една понавljав, една ме избрка. Ама станав добар хидротехничар. Чекај, добро, еве те пуштија. И што бидна со... Направивме свадба. Свадба? 2 деца имаат. Мајсторе! Знаеме. Што преиш, бе? За утре. Што за утре, бе? Низоземска, Немачка утре играат, ми кажеш нешто. Не, такви работи. Имаме еден Хрват од кој не играе више од 5 пара е мој совет. Играе само синглови. Немој да играш енглези, немој да играш грци и немој да играш македонци. Чао, Мешевски! Фала многу. Ова е доволно. Ова со кладилница, коцкање, ај тоа малку да го позборуваме. Сите знаат дека си спортски, музички менаџер, знаат дека си бил страстен, да речам, коцкар, газда на неколку казина. На 3. На 3 казина. Но еднаш сакам да те прашам нешто посебно. Во Скопје е дешавкава. Се коцкаш, губиш многу пари. На крај, полицајци, пријатели... Не, сега ќе ти кажам. Што? Само те прекинам, извини. Ја губам многу пари. Така? Зимам кредит од пријатели. Тука ете, Петко Царот е најголемиот шармер
Добро. До госпоđа Јованка, дај го. Тој ти дава? Не, он ми даде. Добро. 350 марки. Тоа марки бе. Така? Нема више од кога. Ја давам ваучер, го земам цел промет од рецепција и од ресторан. И тоа губам. Аман бе. Доаѓа газдата на директорот, ова газдата на казино. До каде стигна со загубата? Околу Многу, 2000, 3000? Више. 10.000? Околу 8. Офлеле, добро. И вика не може динар. Како бе не може, вика, се качи на стол Титов динар да не игра овде. И он вика може. Зимаме све. И тие ги губам ја. У тоа глуво доба, негде околу 2:30 ноќе, доаѓаа двојца мои пријатели, кафе да се напијат, сообраќајци. Седат, имате ли бе пари, момци? Вика, имаме, и ми дава 21.500 денара. Ништо па не е. Супер. Абе, што е ова? Викам, ништо, малку е. Чекај 45 минута саат. Добро. Ја чекам, они носат уште толку. Малку е бе. Абе, джаро сите имаа зимска опрема. Они казнувале за мене. За да ти даваат пари, тебе да ракаш дури. Али што е најважно, се извадив. Успеа? Успеа. А имало некогаш кога не си се извадил? Знаеме за Джамбас, неговите проблеми во книги му се напишани, твоја се уште чекаме, ќе биде наскоро. Имало ситуација кога не си се извадил? Имало, како немало, имало. Што се случува во такви гадни ситуации? Сега ќе ти кажам уште една случавка од казино. Ајде. Со мојот колега Рака Марич. Добро. Ја му викам у Белградско бев, дојди вечер во Интерконтинентал, ти има забава една добра, идеме ние. Кога гледаме обезбеđenje ужас. Ја ги прашувам тие што е, вика долази преседник. Ајде. Седаме на стол, не, и преседникот е Радован Караджич, не ми. И Радован Караджич седи и да игра со мене. 91-а, втора, кога? 91-а. И он седи до мене со обезбеđenje. Ти и Радован? И уште еден играш, странец некој стар, така? Добро. И ја викам, сега е шанса. И ја како ставам, со лева му крадам жетони. Радован Караджич крадам? Да. 91. Тие шатовачки ми викаат босанците, мој не джара, не мој джара. Не мој джара. И ја не можам нешто да стигнам со ова, со уста му зимам. Амам бре джара. Да. Немој, ја некако се извади, дојдов до некој добитак 500-600 марака, напуштив, а него само му носеа далински телефон. Добро. Од рецепција, и он викаше, само дајте Радку, јас сам на едном важном састанку, кај. А јас само крадиш жетони, а како гледам рецепционер иде... 91 тогаш војната се случува. Па најголемиот ек на војна. А овој во казино... Во Интерконти со мене, да, игра. Се коцка. Супер! Така се водат војни, знаеш? Не. Случајно ја погодивме. Ама чекај, ти излезе во плюс од таа вечер. Во плюс, како не. Да, а он нека си му ја мисли, го остави. Негова работа. За овие фориве сакам да те прашам за Бора Чорба, една фора што си му ја направил. Сега те враќам на музичково. Се работи за Скопје. Чорба е дојден да има перформанс во дискотека МНТ. Не, сега ќе ти кажам. Ајде. Морам увод да ти дам. Ајде. Јас се коцкам у Милочер, у Маестрал. Добро. И добијам 5-6 марки. Опа. Са бајле доручкуваме. За стол еден сме ја и жената и Милица. Без Милица не. Си ги носиш, вака. Па што да правиш? Да. За други стол седи Кичановиќ, Мока Славнич и овој Балашевиќ и седи Бора Чорба со Гага, покојна жена му. Добро. Ја му викам, Боки, да се договориме да радиме Скопје. Када? Па рекој, јесен, кад се отвори дискотеке. Добро. И му давам 1000 марки, викам, кад доđe време, во октобар, кад отворе. Да, бе, ти господски однапред. Еве ти, викам, јави ću ти 15 дана. Така е. И он сега му сака да земе, ама на Гага и вика, Гаго, Джаро да ти да 1000 марака унапред. Јас знам да ću biti заебан, ali не знам како. Добро, супер увод. Доаѓа моментот, МНТ, доаѓа Бора Чорба. Доаѓа Бора Чорба. Така е. И викам, јас се пуштам јуниор екипа, омладинците, прва представа од 9. Добро. Од 9 и сега, недека, после сати 45 програм, Добро. викам, доđi Боки. Добро.
А он више сати 45 испеал. Испеал све. Тоа е цел концерт. И ја го водам у гардероба. Добро. Да испие нешто со гагама и да не гледа која ќе испразнаме јуниорите, да влезат сениорите. И вика, шта е? Реко, мораш да почнеш испочетка. Зашто? Реко, Тупурковски прекинуo седницу преседништва, дошao авионом да гледа концерт, а Чиле го туди Тупурковски, одма до него први ред. Па зар поново да почне, вика. И он поново почне, ебе. И уште еден концерт. То ни е трајал и уште еден концерт оддаде. Али ми беше симпатично. Значи ти да си го донел и Киро, ќе си го терал и трет да прави после тоа. Не. Шега. Ќе продолжиме со Джаро, правиме само кратка пауза, продолжуваме со муавето со Джаро, кратка пауза, Харе, take it away. Знаете ли зошто летово немаше вишни на пазар? Епа, Вива ги откупи сите највкусни македонски вишни и од нив направи сок од блендирани вишни како што досега не сте пробале. Сосема ново од Вива, вишна премиум нектар, побарете го во маркетите. Јас и вечера носам Пјер Карден од City Fashion, City Mall и ГТЦ, стилисти се како и секојаш Fashionel, powered by Елена Лука, а тука сме со Джаро, дел 2. Джаро, освен пејачи, си работел, тоа многу луѓе не го знаат, и со магионичари, циркузанти, хипнотизери. Најјак од нив бил Кебир. Ајнул Кебир. Ајнул Кебир, од каде бил Кебир? Драго, право презиме му е Јован Николич од Ниш. Па зошто е Ајнул Кебир? Па уметничко име да има. Кој му го смисли? Он го смисли име, тој така. Со змии работи. Добро. Ја мислам змиите се фалш. Ама го ставам пред робна куќа, пред Фуфо тука. Добро, Строк центар. У Строк центар, после 3,5 сата со змиите тука. Народ се врти. Да. И сега идем масовна хипноза. Ајде. А ја и Здравко Чолич седиме позади бина, позади ова, као да кажеме, завеса, и викаме, ако не радите што вам каже Кебир, умрече вам мајка. И Кебир вика, скачите, смејте се. Значи, он хипнотизира, ама вие сте хипнозата. Така е. Местенка, живо. И сега викам, Кебире, треба ми југословенска реклама. Така е. Чолич има концерт у Пионир, у Београд. Добро. Шта да радим, викам, учиче sa баклјум и зауставичиш концерт. Кебир ќе му влезе на чола среда концерт. Да, со се баклја и ќе го заустави концертот. Добро. И он влага со баклја, коса до овдека, и мафта, вика вришта девојчици, он излага и Чолич престанува да пее. И го питаат новинари после шта е, одедном каже узео ми се глас. И големи настови. Одеднаш цела Југославија. Кебир зауставио концерт Чолича. 1 на 1. Овозможено од Вива. Природно си е природно. Жаро, на турнеиве, бидејќи ти едни од најголемите концерти ги имаш правено во цела екс-Југославија, но сепак не можеш сам, значи не си ти Джаро, ти имаш и помошници. Како ги зимаше помошниците, ме интересира, имаше ли некои критериуми да влезат во тимот, да бидат помошници, да работат на турнеја, на Чола, на сите останати? Ја имав 13 југословенски турнеи, тоа значи од Ѓевѓелија до Сежана и назад, и 18 летни. Тоа значи од Улчин до Умак и назад. Да. И на летните турнеи критериуми беа да слабо зборат српско-хрватски и да не знаат да пливаат. Зошто? Па ако пливаат и ако зборат, ќе се одвараат на женски, ќе губат време и нема да работат ништо. Добра тактика е ова за работодавците. Еднаш имавме концерти со Мики Евремович и модна ревија манекенки пуно. И викам, пазите се, работевме Примоштен, Шибеник. Далмација? Не, тоа е Шибенска ривера, Далмација одоле. Добро. И викам се, идите Биоград, пазите, Биоград, кога дојдеш, пишува Биоград, центар Јадрана. Биоград на мору? Да. Ја викам Биоград, идите и лепите ове плакате. Да. Да кажеме 17 август, летна позорница, 21 сат. Да. Не пројде еден ден, се јавлjaат на Мики и родителите. Сине, која е таа летна позорница у Белграду? Не постои така, он место у Биоград,
На плакатот пишеле Београд. Не, они не пишеа ништо, само пишеа летна позорница 21 сат. Они уместо Биоград у Београд го лепа. Одлично, цареви. Цареви, ето за тоа треба да бираш паметни помошници. Друг изгледа. случај, ја исто така кај на тоа подручје идам и ги оставам, викам, ја имам работа у Задар, вие седите у Шибеник таму у Соларис хотел, јадите ала карт. Да. После 2-3 сата дојдем, кона вика Джаровски, шта е ово? Шта е? Па су полудели ови твои. Ја и питам шта ćete јести, они кажу донесите нам рента-кар, уместо ала карт. Ала карт, рента-кар, прекрасно. За малку да се степам. Прекрасно. Шаро, овие имаш милион работи, не може сите да се изнакажат. Ама 99-та имаш една тешка епизода, ти се случи мозочен удар, така? Да. Во тие моменти, фала Богу, после тоа излезе окей. Да. Имаше рехабилитација, кај беше во Охрид беше на рехабилитација, Во Охрид, така? у Костов Злобна. Фала Богу, добро излезе се. И Да. откако излезе добро, му имаш направено една од најдобрите финти на еден твој пријател, Мизо. Кој е Мизо? Кажи ни. Мизо е мој пријател од детинство од Охрид. Музафер Рашид сега е добар угостител во Охрид, познат. Добро. И сега Орце Камчев и Бошко Трпевски му викаат на Мизо, абе што не одиш Джаро да видиш? Немам време. Добро. Зашто бе? Абе Јовица Угриновски кој оперисал му турил мозок од 6 години на дете. Од дете 6 години ми турил мозок. Така Мизо мисли. Не, така му кажуваат Орце Камчев и Бошко Трпевски. Орци Бошко му кажуваат, оди види го, И он Угриновски доаѓа- му ставил мозок од 6 годишно Да, дете. кој ме оперисал. И он доаѓа дома. Добро. Со поклон, ја и викам на жена ми ке дојде. Да. Купи чоколади, викам, купи џамли, купи сликовници, купи Леле, 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 наљути се леле, човече, леле, све. леле, леле. И кажувам се, ова е жирафа, ова е слон, ова е риба, А Мизо ова е те птица. гледа? Не, ме гледа он. И после ме прашува. И ја му ги грешам, уместо слон му викам риба, уместо риба птица. Леле, добро. Читка Мизо да ме водиш у циркус. Така џамли издигаме, чоколади, ово, она. Не поминаа 10-15 минута, ете Виолета доаѓа жена ми, со нокшир, сопругата, и вика Мизо, извини, умора не мора да пишки. И Мизо... Сирот Мизо. И Мизо иде низ двор, трча, и вика, леле, видов, где ме тоа што чул, видов. Се увери. Се увери, дека е тоа. Му кажавте после барем? На кого? На Мизо, му кажавте после? За Мизо може 5 сата да се прича. У книгата и у документарецот ќе земе добар дел на оваквото. Тоа е добро. А ќе земе ли Драги Костовски? Значи, Драги Костовски... Драги Костовски ми е венчан кум. Венчан кум, покојниот глумец, голем глумец, Република во пламен, Мис Тон, Волшебното самарче и така натаму и така натаму. Ти е венчан кум, значи? Венчан кум, да. Со Виолета, сопругата. Да. Добро, како беше тоа? Драги- Свадбата кога ти беше? Не беше свадба, они доаѓаат да се видиме, не беше званична свадба. Аха, не правеше таква... Не. Добро? И доаѓа, ама он ноќта играл на комар пари и изгубил пари. И вика, куме, не ти купив ништо, само да вика изгубив пари. Офле. И ја му давам 20 зелени по 500. Добро. Ти му даваш него? Да, да ми ги даде он пред сватовите, пред... Да. И Добро, пред добро. гостите, он вика, куме, не можев да ти купам ништо, не, има представа, Така? Ама Вика- имам кеш. еве ти кеш. Супер. Идам јас се бројам у клозет, пошто знам со кого имам работа, гледам уместо 20, 19. Опа. А викам, што е? Па ја бадавали ке ти глумам. Кум за джаме не бидува. А кажи ми, дали си фан на овие турскиве серии што се модерни? Гледам. Ги гледаш? Да. А порано беше фан на шпанските серии што беа модерни? Да, како не? Да. Се сеќаваш кога одеа на А1 на времето? Уште Ацо Кабранов кога беше на А1? Првата серија, како не?
Привилегио де амар, право на љубов. Привилегио де амар. Да, па мора би и оригинал да знам. Има некоја приказка со таа серија и со Ацо, така? Сега ќе ви кажам. Ајде. Гледаме ние вести. Добро. А треба за после вестите да почне последната епизода од серијата. Финале. Така. И вика Ацо Каврамов, збори нешто и вика имаме интервју на крај на вестите со англискиот амбасадор Марк Дикинсон. Добро. И јас викам Кој го интересира тоа? И ја телефонот го вртам, ве молам Каврамов, абе Ацо нормален ли си ти, што е? Те псуе сите жени у Македонија, викам, последна епизода од серијата. А ти Дикинсон вика? Да. Утнав работата, што да правам? Добро. И се јавува на екран и вика, најавеното интервју со Марк Дикинсон, ќе го даваме, вика, во третите вести. Успеа да го откажеш? Го откажеш, добро, ама за финалето да биде. Затоа сите жени се разуваа. Джаро, маестро. Джаро, една епизода е премалку да си ми жив и здрав и да ни дојдеш наскоро пак за да направиме ние продолжение. Најважната не ти е реков. Ајде, повели. Дај ми е најважната за крај шлагот, црешата на шлагот. Сум ја работел и Мелани, жената на првата. Како мислиш си ја работел? Работел модни ревии. Добро. Немој, брате, Трамп гледа. Не ме интереси. Не, тоа беше прва гарнитура Македонија. Добро. Манекенки, Лилија Тица, Газибара, Јасна Михалинец, Перовичка, Ера. И Меланија како беше Кнау? Како беше Меланија? Сеќавате? Не е битно. И она нормално. Така. Згодна. Многу убава. Ама сака и прековремено да работи. Велибор Джаровски Джаро, дами и господа. Good Nature Джаро. Имаме и витаминка, а имаме и од најубавите Вива премиум сокови. Остави ги тука, ќе ти го однесеме. Сега ќе дојдам само да те пушнам. Джаро, ти благодарам многу да ни дојдеш пак. А ние ќе завршиме емисијата со Пепермин. Нашите големи пријатели се тука да го промовираат нивниот сингл Фан на Лазе Бараков. Пајак и Јана од Пепермин заедно со Гуру Харе за многу кратко. Spacey, Elton John, ni Benjamin Mason, ni Jeremy Irons, ni Tom Cruise, ni Freddie Mercury, ni Sam Smith, ni Michelle Rodriguez, ni Tom Sizemore, ni Elvis Presley, ni James Dean, ni Gary Oldman, ni Britney Spears, ni Ellen DeGeneres, ni Sid Vicious, ni Jodie Foster, Elijah Wood, ni Ellen Page, ni Charlie Sheen, ni Lindsay Lohan, ni Ben Affleck, ni Rihanna, ni Keith Richards, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Whitney Houston, Demi Lovato, Ozzy Osbourne. Žalno za ovije, ama Lazar Barakov, svi te višije. Sve koji može da je slaven, ama Lazar Barakov za mene je plan. Žalno za ovije, ama Lazar Barakov, svi te višije. Sve koji može da je slaven, ama Lazar Barakov za mene je plan. Ja sam fan, da Lazar Barakov. 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 Mickey Mouse, ni Robin Hood, ni Mečo Uško, ni Jajo, ni Paja, ni Vele Štruh, ni Sungerov Bob, ni Petar Pan, ni Gustav, ni Tenta, ni Pink Panther, ni Tom, ni Jerry, ni Atomska Vrata, ni Hello Kitty, ni Homer Simpson, ni Calimero. Yosemite Sam, ni Oleg, ni Bolek, ni Mačaro Tošo, ni Duško, Dolguško, ni Ninja Želki, ni Rukot Kasper, ni Duri Puli, ni Johnny Bravo, ni Gargamel, ni Brzata Ptica, ni Herbit, ni Fazi, ni Kibo, ni Čibo, ni Pinokio, ni Tarzan. Žalno za ovije, ama Lazar Barakov, si te višije. Sve koji može da je slaven, ama Lazar Barakov za mene je san.
žalno zaobije, ама Лазар Бараков сите вишие. Секој може да е славен, ама Лазар Бараков за мене е главен. Јас сум фан на Лазар Бараков. Јас сум фан на Лазар Бараков. Јас сум фан на Лазар Бараков. Јас сум фан на Лазар. Вие гледате 1 на 1. Ха-ха.